Добре, јас сакам да се заблагодарам искрено на поканата на градоначалникот и на председателот на Советот да присуствувам на оваа прва седница на Советот за превенција, на кој што беа присутни советниците во Советот на општина Прилеп. Разговаравме околу актуелната безбедносна состојба и врз основа на средбата која што претходно имавме во полициската станица во Прилеп, изнесените податоци, можеме да констатираме дека таа е мирна и стабилна и дека нема елементи на нарушување на безбедносната состојба во општината Прилеп и затоа граѓаните треба наистина да бидат спокојни. Секако дека перцепцијата не е добра кога ни се случуваат вакви настани и се работи на нивно расчистување. Ние многу скоро можеме да излеземе, веќе се преземаат низа на активности кои што се надевам дека ќе ги дадат очекуваните резултати, како и поврзаноста на овие случувања со некакви претходни случувања, со одредени групации и така натаму и така натаму. Тоа е најважно, ние како тим и полициската станица, јавното обвинителство работиме заедно, преземаме мерки и овие настани треба да се расчистат и ќе се расчистат до крај. Меѓутоа, таква борба против криминалот и корупцијата, настаните мора да продолжи во иднина, интензивна да биде и да биде неселективна, и тоа е нешто што заедно се договоривме и денес. Многу е важно да имаме добра превенција за многу настани во градот и во државата. И тоа беше тема на дискусија и во еден дел од состаната во Советот за превенција. Јас ја дадов поддршката на МВР за Советот, за сите иницијативи кои што ги имаме, за состојби кои што ги констатираме дека може да се подобри, пред се во делот на сообраќајната култура, генерално безбедноста, заради тоа што таа е поврзана меѓусебно и таа не може да биде обврска само на една институција, затоа што сепак нели перцепцијата кај граѓаните кога говорите за безбедноста е према Министерство за внатрешни работи, иако тоа е меѓуресорски, меѓуинституционално и многу е важна оваа заработка да имаме и со локалната заедница, со институциите, меѓутоа и со граѓаните. И затоа преку овие средби, преку Советот за превенција треба максимално да бидеме доближени до граѓаните, да ја јакнеме таа врска, да го јакнеме тоа партнерство и заеднички да допринесеме во делот на безбедносната состојба. Имаме многу подобрувања во делот на активностите на полето на намалување на криминалитетот и на зголемувањето на откривачката дејност, правејќи нели анализа споредбено од 2017, 2018 и 2019, таква тенденција имаме и сега, и на пад на криминалитетот и на зголемувањето на откривачката дејност, меѓутоа тоа треба да ни биде само мотив. Уште повеќе да одработиме во иднина, за да навистина се сведат вакви инциденти или слични на нив на едно најниско можно ниво. Апелирам до граѓаните да имаат соработка со полицијата, апелирам до граѓаните да ги пријавуваат настаните, квалитетно да соработуваат со полициските службеници, заради тоа што ако немаме добра и искрена соработка со полициските службеници кои што работат на одреден настан, тогаш или изостанува или доцни ефикасната реализација на тој настан, така да апелирам до граѓаните да имаат соработка, да ги пријавуваат настаните, да пријавуваат настани од секаков можен вид, заради тоа што моментот е да сите заедно се справиме со криминалот, со корупцијата, од било каков размер и од било кого да бидат тие направени, и јас како министер сум насочен исклучиво кон реализација на овие активности, а со тоа и сите колеги кои што се припадници на градската полиција.